Прво на почетокот сакам да ве информирам дека утринава пратениците од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија поднесоа 3 закони во процедура во Собранието на Република Македонија, од кои 2 се по скратена постапка и ќе побараме да бидат ставени, односно веќе побаравме да бидат ставени на дневен ред на денешната седница. Едниот закон кој што го предложивме е врз база на изборни ветувања кои што ние сме ги дале во изборите. Вториот закон е врз база на изборни ветувања кои што СДСМ ги дал во изборите, а ние не сме ги дале, за да ги подсетуваме дека мораат да си ги исполнат ветувањата спрема граѓаните. И третиот закон е некаква комбинација од изборни ветувања на СДСМ и од принципиелни позиции кои што се обидуваме да ги изградиме. Првиот закон кој што го поднесуваме денеска е закон за плати на вработените во државна и јавна администрација, здравство, образование, полиција, војска, јавни предпријатија и подразбира носење на одлука на Собранието за покачување на платата на сите вработени во овие сегменти за 5%, започнувајќи со исплата од месец јануари 2018 година. Тоа беше изборно ветување на Коалицијата за подобра Македонија и на ВМРО-ДПМН. Зошто го предлагаме денеска? Го предлагаме денеска заради тоа што цениме дека треба да добие поддршка од сите пратеници во Собранието. Мислам дека беше ветување на некои од помалите пратенички групи во Собранието, но е добро да се донесе во овој период пред во собраниска процедура да дојде буџетот за 2018 година. Односно Собранието да се произнесе за овој закон пред владата да го има конципирано буџетот за 2018 година. Според нашите информации, кондицијата на буџетот е во моментот солидна. Има, за жал, стопирање на значајни капитални проекти. Слушаме информации дека владата дури планира изголемување на одредени даноци. Така да цениме дека државата има капацитет да го направи ова зголемување на платите на сите вработени во полиција, војска, здравство, образование и така натака и така натака. Вториот закон кој што го предлагаме денеска е врз база на ветување на Социјалдемократскиот сојуз. Тука сакам да бидам прецизен дека ние земавме обврска дека сите оние работи кои што СДСМ ги ветил, а се обидува да ги стави под тепих, да ги заборави и да не ги исполни, дека ние во најмала рака ќе ги поднесеме во процедура како закони за да ги подсетиме дека имаат обврска да го направат тоа. Пред 2 години тогашната пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз во Собранието на Република Македонија поднесе закон со кој што законот се вика Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, но се однесува на укинување на радиодифузната такса. Сакам да потенцирам дека денеска ние го пуштаме во процедура овој закон идентичен онаков како што Социјалдемократскиот сојуз го пушти пред нецели 2 години додека беше во опозиција во ова собрание. Целта ни е да ги подсетиме на нивните изборни ветувања. Нашиот став кон однос на оваа тема е принципиелен, многу пати досега сме го кажале, ќе го кажеме и во расправата, но нема да ја пропуштиме шансата да ги подсетиме СДСМ и да ги држиме до ветувањата кои што ги дале. Со овој закон ќе значи укинување, овој закон ако се изгласа и ако се прифати по скратена постапка денеска, ќе значи укинување на радиодифузната такса. СДСМ ветуваше дека тоа ќе го направи веднаш штом ќе се формира парламентарното мнозинство. Изминува 3-тиот месец од кога е формирано парламентарното мнозинство, ги нема со никаква активност, нити за ова ветување, нити за многу други ветувања. И ние одлучивме да биде ова еден од првите закони кои што ќе ги доведе нив во ситуација да се изјаснат што мислат за своите ветувања. Третиот закон кој што го предлагаме денеска исто така по скратена постапка и е многу значаен и е базиран на едно од изборните ветувања дадени од страна на сегашниот премиер Зоран Заев и на колешката Фросина Ременска, е Законот за изменување на Законот за јавно обвинителство на Република Македонија. Со овој закон, кој што ќе предложиме да оди по скратена постапка, предлагаме 2 крупни измени во процедурата за избор на јавен обвинител на Република Македонија. Првата измена е она што
СДСМ го ветуваше во избори, а тоа е дека јавниот обвинител во Република Македонија ќе се бира по предлог на опозицијата. Втората измена која што предлагаме да се внесе е јавниот обвинител на Република Македонија да се бира со двотретинско мнозинство. До сега беше доволно и обично мнозинство. Значи, предлагаме процедурата да биде изменета, предлогот да не го дава владата на Република Македонија, туку да го дава опозицијата, најголемата партија во опозиција во собранието, но за да биде избран некој за јавен обвинител да мора да добие двотретинско мнозинство. Тоа ќе значи инклузивност, збор кој што често го употребува новата влада. Тоа ќе значи подавање рака, збор кој што многу често го употребува новата влада. Тоа ќе значи заеднички пат кон реформите, зборови кои што често ги употребува новата влада, и тоа ќе значи некаков консензус за клучни прашања, исто така зборови кои што често ги употребува новата влада. Се надеваме дека ќе си останат на она што го зборувале во изборната кампања. Понатаму сакам за уште неколку теми многу кратко да ви дадам информација. Во текот на вчерашниот ден пратеници, членови и заменици членови на Комисијата за надворешна политика на Собранието на Република Македонија побараа владата на Република Македонија, односно Министерството за надворешни работи, да го достави нацрт договорот со Бугарија пред тој да биде потпишан. Потенцирам дека инсистираме на тоа, заради тоа што тоа би бил единствениот начин како градиме консензус и инклузивност за стратешки и клучни прашања. Спремни сме разгледувањето на тој договор да биде и на затворена седница на комисијата, доколку такво барање дојде од владата или од Министерството за надворешни работи. Но инсистираме, велам, пред да се склучи договорот за пријателство со Република Бугарија, да има можност сите политички групации во ова собрание да го видат, да дадат своји сугестии, да дадат своји препораки, да дадат свое искуство, свое знаење, заради тоа што тој договор со Република Бугарија треба да биде стратешки договор, треба да биде договор кој што ќе гради добрососедство и договор кој што ќе гради доверба помеѓу граѓаните пред се на двете држави. Во таа насока, криење на документот воопшто не оди во полза на ниту една од двете страни. Доколку владата процени дека договорот се уште не треба да го погледне целата јавност, ние можеме да разбереме, но врз основа на законските позитивни регулативи, пратениците имаат можност да го погледнат и тој се уште да остане во некаква рамка, нели, во процедура да не се влие на можноста да се склучи конечно договорот. Трета тема за која што сакам да се обратам, односно да упатам апел во име на сите пратеници, посебно на пратениците од петата изборна единица, од Охридско-Струшкиот регион, од Ресен, од Битола, е апел до институциите на Република Македонија, и ова го зборувам многу човечки, без разлика кој е на власт, кој е во опозиција, треба да се дистанцираме за оваа тема апсолутно, да бидат поприсутни на терен во Охридско-Струшкиот и Ресенскиот регион, заради тоа што само ноќеска има 5 крупни земјотреси, а во последните 68 часа има 42 крупни земјотреси. Знам дека никоја институција не може да се справи за да нема земјотреси, нити е паметно тоа да го бараме, но мислиме дека државните институции од различен карактер и аспект, дали тоа ќе биде владата, некој од министерствата, дали ќе бидат и други институции вклучени, треба да бидат поприсутни на терен, заради тоа што според информациите кои што ги имаме, владе сериозна, би рекол, психоза кај граѓаните на овие неколку градови. Ќе повторам само, последните 68 часа има 42 земјотреси. Имаме чувство дека државата некако неадекватно се однесува кон овој проблем, компарирано со проблемот кој што го имавме минатата година во Скопје. Тука би рекол можеби и ние како собрание и медиумите и сите требаат многу поголемо внимание за да во најмала рака да им се укаже на граѓаните на Охрид и на Ресен пред се како треба да постапуваат, како да се заштитат, како да изреагираат во ситуација, и затоа упатувам апел до сите државни институции
дистанцирајќи се од злоупотреба политичка или партиска на оваа тема, да реагираат што е можно побрзо. Четвртата тема за која што сакам да ви дадам брифинг, вчера од медиумите разбравме дека владата усвоила некаков план наречен 369. Од медиумите разбравме дека тој план се однесува на список на реформи кои што Република Македонија треба да ги направи во различни области. Би сакал во име на пратениците од коалицијата на ВМРО ДПМН да искажам разочараност и загриженост, заради тоа што повторно нема никаков разговор, нити формален, нити неформален, со ниту еден од пратениците во опозиција. Нема инклузивност, нема подадена рака, нема нити формален, нити неформален разговор, нема дебата и нема јавност. Практично владата на некаква си своја седница од затворен карактер го донесла тој план, без притоа да вклучи опозиција, јавност, експерти, медиуми и све што е потребно за да се изгради некоја патека за заеднички, динамични и успешни реформи на патот кон Европа и кон НАТО. Заради тоа што предчесто во последните 2 месеци слушаме изјави од неколку министри и од премиерот на Република Македонија дека ќе сакаат инклузивност и ќе сакаат поддршка од опозицијата и ќе сакаат помош од опозицијата, сакам многу јасно да упатам порака дека доколку владата на Република Македонија продолжи со овој начин на игнорирање на опозицијата при креирање на стратешките правци и стратешките документи, како што беше случајот со Бугарија, како што е случајот со овој документ 369, тие самите си ја затвараат вратата за пристап до пратениците од опозицијата. Не е добро пред 1 месец да ветувате инклузивност, да ветувате подадена рака, да барате помош, а денеска да нема нити разговор, нити формален, нити неформален брифинг, нити било каква информација која што би требало по некои правила на парламентарната демократија да стигнат до нас. Заради тоа што Република Македонија не прв пат носи такви стратешки документи, но секогаш досега парламентот и опозицијата во парламентот биле многу повеќе вклучени во утврдување на приоритети за реформи. Се надеваме дека е почетничка грешка, збунетост, неснаоѓање и се надеваме дека некој од владата ќе најде начин да се извини за тој однос и да го измени тој однос, заради тоа што, реков, ако очекуваат поддршка од пратениците од опозицијата, тогаш ќе мора да покажат реална вклученост во креирањето на политиките. Доколку мислат дека ние треба да ги покриваме нивните грешки, тогаш нема простор да се надеваат на тоа. И последната тема на која што сакам да кратка информација, можеби не потполна, но во овој момент можам толку да кажам дека многу наскоро пратениците од Коалицијата за подобра Македонија и од ВМРО ДПМН ќе добијат и реална форма на организирање во собранието на Република Македонија. Кога ќе биде тоа и како ќе биде, многу наскоро ќе ве информирам.